Подготовка за неочекуваното, поддршка на ранливите е годинешното мото под кое се одбележува Светскиот ден на бубрегот. По тој повод, Центарот за дијализа Диаверум во соработка со Средното училиште Наце Боѓони здравствена струка денеска во просториите на општата болница одржа презентација посветена на бубрежните заболувања. Кампањата оваа година се фокусира на подигање на свеста за катастрофалните настани, природни или човечки, меѓународни или локални, како и нивното влијание врз луѓето кои што живеат со бубрежни заболувања, чиј пристап до соодветни дијагностички услуги, третман и нега е попречен. Тргнувајќи од годинешното мото, дојдовме на идеја да изработиме заштитни алки за нашите пациенти, истакна денеска Фросина Ефремовска, менаџер на Центарот за дијализа Диаверум. Заштитните алки за фистула се направени со цел да ги заштитат рацете каде имаат пациентите фистула за дијализа, за да ги сочуваат истите и да бидат безбедни за време на итен случај, особено кога не може да зборат сами за да им кажат на здравствените или други лица, за да не се користат манжетни за крвен притисок на таа рака, да не се боцкаат и слично. Се надевам дека оваа иницијатива ќе биде добро прифатена од нашите пациенти, ќе дадеме допринос во подобрување на квалитетот на нивниот живот и зачувување на здравјето. Често заболуваат луѓе болни од дијабетес, висок крвен притисок, срцева слабост, бубрежни заболувања, заболувања на црниот дроб. Додека лекувањето треба да имаме одржување на воден електролитен баланс, потоа намалено весување на сол и вода, се намалува внесот на храна која содржи калиум, која содржи протеини и се воведува медикаментозна терапија. Повеќе од потребно е да се едуцира населението за да се крене свеста за превенција на бубрежните заболувања, ако се земе предвид податокот дека причинителите на ова заболување се во постојан пораст, како што е дијабетесот, посочуваат надлежните. Се надевам дека понатаму ќе продолжат овие активности со цел едукација на населението, на пациентите за бубрежните заболувања. Пред се за превенција, за спречување на тие бубрежни заболувања. Ние како Наце Боѓони, како медицинска струка од нашето училиште, од самото започнување на медицинската струка во нашето училиште, фактички 2003 година, активно учествуваме, значи соработуваме со Диаверум и се надевам дека понатаму ќе продолжиме да работиме на едукација на населението и на лечење на истото. Светскиот ден на бубрегот 13 март се одбележува ширум светот од повеќе организации. Еве и ние даваме свој мал допринос со отстапување на овој простор каде може да се направи оваа презентација и да продискутираме на оваа тема, бидејќи хроничната бубрежна инсуфициенција е со една експанзија, се повеќе луѓе завршуваат на дијализа, се повеќе луѓе бараат трансплантација на бубрег, заради тоа што и основните причинители на ова заболување се во пораст, а тоа се дијабетесот, високиот крвен притисок и потребно е да се крене свеста за превенција и на овие заболувања и секако скринингот за хронична бубрежна инсуфициенција. Секоја болест која ќе се открие во порана фаза може и да се лекува конзервативно, да не се заврши на дијализа, тоа е сепак еден лимитиран начин на живот кој што ги ограничува во многу нешта пациентите, но сепак е спас за нивниот живот и за нивното здравје. Во Центарот Диаверум минатата година на дијализа имало вкупно 73 пациенти, од кои што поголемиот дел 46 биле мажи.